училиштата и градинките не се само места каде што родителите треба 8 часа да ги остават децата и да можат да си ја вршат својата работа, туку тоа се места на кои што децата како личности и како луѓе ги осознаваат првично светот, нивната околина, како функционираат луѓето, како функционира системот и слично, но за жал токму во предучилишното образование или во основното образование, од друга страна, може уште во рана возраст да се создадат и оние предрасуди, бариери, дискриминација и слично, кои што кога ќе се всадат, за жал, кај дечињата уште од најрана возраст, често пати се провлекуваат и до крајот на нивните животи. Секако знаеме сите дека многу е полесно човек уште во рана возраст да се научи на одредени навики, разбирања, сваќања, отколку тоа да се направи нели во подоцнежната возраст каде што бара уште повеќе внимание и уште повеќе работа за разлика од раната возраст, односно предучилишното или основното образование. Сензорна соба имаме веќе во Јана Москоменски училиштето, а отворивме и во Димо Хаджидимов и во Вера Циривири Трена, а во тек е и во основното училиште Лазо Трповски во Карпош 3. На моје огромно задоволство, со поддршка на Швајцарскиот фонд за развој и Министерство за локална самоуправа, Скопскиот плански регион, неодамно отворивме инклузивно детско игралиште во Влаја 2, кај плоштадот Делфина, каде што има и реквизити и подлоги кои што се прилагодени и за дечиња со одредена попреченост. И генерално се обидуваме и сите овие проекти, и сензорните соби, и инклузивните детски игралишта, и максимално да ги промовираме. Најпрво зборувајќи за тоа, покажуваме и дека мора да се прилагодиме на овие состојби кои што ни се нормални појави во нашето општество, но и за да се подигне свеста кај останатите граѓани.